За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите телешко со месен нарезок. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи. 2 конзерви месен нарезок, 800 грама телешка картина, 3 варени компири, 300 грама доматен сос, 2 главици кромит, 3 ловорови листа, 1 лажица мешан зачин, 3 чешниња лук, 4 моркови, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребно време за подготовка на ова јадење е 60 на минути. На даската за сечење месото го сечкаме на парчиња. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Потоа во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло го ставаме исечканиот кромит да се пржи. Во меѓувреме чешнињата лук ги сечкаме на парченца. Ги сечкаме и морковите. Откако кромидот ќе омекне, во тавата ги додаваме парчињата месо. Промешуваме. Откако месото ќе порумени во тавата, ги додаваме исечканите моркови. Потоа во тавата ги додаваме ловоровите листови, исечканиот лук, мешаниот зачин, наросуваме мелен црн пипер, посолуваме. Во тавата налеваме 300 мл вода. Содржината промешуваме. Потоа месниот нарезак го сечкаме на парчиња. Претходно сварените компири ги лупиме. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Во друга тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло го ставаме исечканиот кромит да се пржи. Откако кромидот ќе омекне, во тавата ги додаваме исечканиот месен нарезак и доматниот сос. Промешуваме. Во меѓувреме, варените компири ги сечкаме на по 3 круга. Откако водата од тавата ќе испари, а месото ќе омекне, ја тргаме тавата од оган. Ги вадиме парчињата месо од тавата и ги редиме на чинија за сервирање. Врз секое парче месо ставаме по 1 круг компир. И тавата со испржениот месен нарезок ја тргаме од оган. Со лажица земаме од содржината од тавата и ставаме врз месото и компирите на чинијата за сервирање. Макдоносот пак ситно го сечкаме. Со ситно сечкан макдонос го наросуваме телешкото со месен нарезок. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темно рубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени.